Седиме дома, седам јас дома, седите вие дома. А седат дома и многу наши пријатели кои што низ годините ни биле гости во студио. Сме си поминале многу убави мигови, сме имале многу добри снимања, многу добри епизоди кои што сите заедно си ги памтиме и рековме зошто да репризираме или зошто да правиме некои си компилацијски епизоди кога можеме да направиме епизода од дома. И така и си ја крстуваме оваа седи дома епизода на 1 на 1. Искрено многу ми е чудно. Не ми е чудно што екипата ми е дојдена дома. Тоа може да се случи, ама чудно ми е што 1 на 1 не оди од студио и не оди како некој специјал, туку оди буквално како вие просто доаѓате кај мене дома, јас си седам на фотели и си правиме муабет. Баш би сакал ова да беше во некоја друга конотација и за друга причина, а не поради тоа што сме само изолирани. Но тоа е ситуацијата и апсолутно не треба да ни пречи на никој начин, туку да пробаме периодот додека сме во карантин домашен некој да го искористиме за себе надградување, за можеби рано пролетно чистење, за посветување на своите хобија, за поврзување или реповрзување со своите сакани, за користење на, да речам, слободното време за муабет со роднини и пријатели кои можеби сме ги подзаборавиле и се наоѓаат некаде во друга земја и да им се јавиме да видиме како е таму и слично. И мислејќи за овие работи си викаме ајде и ние да го правиме токму тоа, да се јавуваме на некои луѓе кои што ете ни се драгија, не сме ги чуле или виделе долго време и ќе го направиме истото нормално користејќи една од апликациите што ни се достапни за комуникација. Ние ќе користиме Viber денеска и ќе се изборуваме со некои наши пријатели. Но претходно сакам да потенцирам тоа што е многу важно, а тоа е дека седиме дома со причина. А причината сите ја знаеме и нема што многу да ве гнјавам за тоа, но би сакал, бидејќи сме ние луѓе, суштества кои функционираат тактилно, значи ние сакаме нештото да го допреме, да го видиме. Многу ни е полесно кога е пред нас отколку кога го замислуваме некако. И сега знаеш кога зборуваме за опасноста од тоа што ако ние сега излеземе или да речеме велат па 2000 само луѓе ќе бидат заразени од вирусот. Тоа е премногу малце, тоа е ништо 0,1% од популацијата. Зошто јас да не излезам? Зошто да не одам на работа? Зошто да не играм фудбал надвор? Зошто да не се гледам во мало станче од 50 квадрати со уште 30 други луѓе и ќе правиме журка и ќе слушаме музика? Не, има причина зошто е тоа така. И таа причина најубаво ја прикажа Washington Post, познатиот американски медиум. И сега истото ќе ви го прикажам вас, фактички ова е еден артикал од Washington Post, каде што имаат направено луѓето многу фино прикажана симулација на тоа што значи кога луѓето се однесуваат за моментална ситуација на различни начини. Значи, еве сега ова што го гледате, се топчињата представуваат луѓе кои што се здрави, да речам, и каде што им доаѓа некој кој што е заразен, нормално на овој начин тие исто така стануваат заразени. Сето тоа ни е јасно. Кога доаѓаме во контакт со заразениот, после тоа не си ги миеме рацете, да речем, се допреме за око, се допреме за уста, се почешеме што и да е, на тој начин се шири вирусот и тоа се е јасно. Ова се случува по известно време кога човек што е заразен просто проаѓа одредено време и веќе ја прележува болеста и станува здрав. Така што гледате дека од сино, тоест од здрав човек, станува портокалово, тоест се заболува, се заразува и потоа во некоја си оваа бојава е оприлика како розевка, веќе станува и заздравен, тоест тоа поминало. Еве ја ситуацијата кога сите си одиме и си се однесуваме како сакаме и сите си шетаме кај сакаме, никој не седи дома, сите одат и се забавуваат и одат на работа и едноставно си живеат како што сме живееле и порано. Забележувате дека за рапидно, брзо време, значи за многу кратко време, заболуваат сите и дека после тоа за долг период треба да поминат додека сите се излечат од тоа. Значи, поприлично неубава ситуација, но има работи кои што ги правиме и владата и општо и сите држави во моментов
работи мерки кои што знаат да има некаков ефект, тоа се воспоставени за да го спречиме толку брзото ширење и да дадеме време на медицинскиот персонал и општо на медицинскиот капацитет да може тој наплив на заболени да ги третира соодветно и адекватно како не би се случило она најлошото, а тоа е да ова опака болест однесе многу жртви. Сега еден од тие начини, еден од тие решенија е да бидеме во карантин, но еве го тој приказ, како што знаеме, физички не постои 100% карантин, секогаш има некои што не го почитуваат карантинот, тоа е еве луѓе кои што овде ги гледате дека излегуваат надвор од карантинот и како што гледате почнуваат да ги заболуваат и сите останати заболуваат други, некои па треба да помине повторно долго време да сето тоа пројде и сите да се излечиме и еве ја онаа крива, тука ја гледате, која што прикажува како изгледа промената низ некое време кога ете имаме таков некој карантин. Но она што ние го правиме, јас го правам, а тоа е самоизолација. Значи не е тоа карантин. Ова што го гледаме тука е кога еден дел, може да биде тоа градче, може да биде тоа населба, дебар, да речеме, значи кога е затворен просто и ова се случува, што го видовме сега, но она што јас го правам, она што се надевам и вие го правите е се самоизолираме, значи сами бираме да си останеме дома и сами бираме да имаме нели она што го велат social distancing, тоест едноставно намерно одбиваме да бидеме во контакт со други луѓе. И тоа може да се случи нели на начини да просто сите или што повеќе од нас го практикуваат, а може и да се случи да речеме мал дел од нас го практикуваат. Ајде да видиме што ќе се случи кога 1/4 од популацијата продолжува да си шета како сака да си се однесува, а 3/4 од нас го прават она што треба да го прават, тоа се изолираат. Еве како изгледа таа симулација, забележувате сега дека еве од еден инфициран треба многу повеќе време за да инфицира некој друг. Точно е дека после тоа се зголемува многукратно бројот на заболени, ама гледајте колку многу време им треба, многу подолго од претходната симулација, бидејќи овој пат само 1/4 се глупави, смотани луѓе кои што шетаат и не ја почитуваат самоизолацијата и препораките. И забележувате дека во оваа симулација дури има и луѓе, еве го моментот ова со сина боја, што воопшто нема ни да се инфицираат, воопшто нема ни да се заразат. Тоа е она што е разликата помеѓу моментот кога ние самоиницијативно почнуваме да ги следиме препораките и да помагаме. Значи, никој не става присилено некаде и не затвара, туку кога самите, во случајов 3/4 од нас, одлучуваат не, ќе седам дома и нема да бидам во контакт со други луѓе до извесен период, додека не спласне целата работа. Но, ајде да видиме уште подобро. Ајде да видиме што ќе се случи кога 1/8 се тие глупави смотани луѓе што излагаат и прават што сакаат, а сите останати сме дисциплинирани. Погледнете колку е тоа подобро. Еве го. 1/8 тие, еве ги шетаат, одат во паркови, се собираат по дома, прават некои журки, ама погледнете, сите останати, сите 7/8 останати од популацијата сме дисциплинирани, си седиме дома. Дури почна, еве, оние recovered пациенти, фактички оние кои што веќе го прележуваат вирусот, погледнете колку многу сино. Погледнете колку многу сино. Значи, во овој случај, разликата е не само евидентна, разликата е огромна. Ќе спасиме многу животи, многу луѓе нема ни да се инфицираат воопшто, а оние кои што ќе се инфицираат, бидејќи се паметни и 7 од 8 од нив остануваат дома, не го шират вирусот понатаму. Значи, еве ја споредбата на сите 4 графи. Човече, ова е фрапантно колкава разлика има помеѓу првата ситуација каде што секој прави што сака и секој си шета и секој си се собира кај ќе му текне. Второто, каде што има присилен карантин. Третото, каде почнуваме самоизолација да практикуваме 1/4 од луѓето, и ова последно, каде што самоизолација практикуваат 7/8 од популацијата. Значи, ако се доведеме во ситуација 7 од 8 луѓе
да го почитуваме сето она што ни го препорачуваат и да остануваме дома и да не бидеме во контакт со други луѓе и да си миеме раце редовно, да си ги переме алиштата редовно, еве што ќе биде. Нема да биде толку многу страшно. Страшно ќе биде секако. Ама наша задача е да направиме да не биде нешто кое што ќе остави трајни последици. Како што велат сите, многумина од пациентите ќе има такви низ светот, нели, кои што ќе го загубат животот, многумина ќе се борат, но тука е клучот, борбата. Здравствениот систем мора да остане слободен, неоптоварен. Здравствениот систем мора да биде подготвен и да го има капацитетот да ги услужи и да ги сервисира, значи сите луѓе кои што ќе имаат потреба од тоа. Сега за некого не е толку јасно што е тоа преоптоварен здравствен систем, па нели имаме болници, нели имаме сите тие работи. Оптоварен здравствен систем со прости зборови тоа што се случува во Италија. А тоа е дека доаѓаат болни луѓе, заболени од COVID-19 и просто се бира кој ќе добие здравствена нега. Значи доаѓаат луѓе најпросто кажано помлад и постар човек. Значи може да биде тоа внук со негова баба. Во таа ситуација, бидејќи креветот е еден и капацитетот на болницата да пружи здравствена нега е само за еден човек, се бира кој ќе го добие тој кревет и кој ќе ја добие таа нега и нормално по протокол помладиот ја добива. И на бабата за жал останува само да се моли, така, бидејќи нема што друго. Да не, значи ни на крај памет да не ни биде да се случи такво нешто кај нас. Затоа мора да бидеме дисциплинирани, бидејќи здравствениот систем и неговиот капацитет не е бесконечен, постои плафон, да гледаме да не ни стигнеме до тој плафон, да бидеме далеко од тој плафон.